Секогаш сакам да бирам здрави рецепти кога имам можноста да го направам. Многу често експериментирам со вегетаријанска храна, со мешање на храната, односно со користење на солени состојки во благи рецепти и обратно. Денешната инспирација и она што сакам да ви го покажам се едни мала поздрава верзија на мафини, каде што во благ мафин ќе ставам тиквичка. Ќе ја правам со тиквичка. А вториот рецепт кој ќе ви го подготвам ќе биде нешто што емотивно ме врзува и сакав да ви го покажам, а тоа е еден рецепт кој е од мојот активизам, односно од сите оние активности кои ги правев поврзани со храната, односно кога бев амбасадор на Фондацијата за храна на Џејми Оливер. Тогаш еден тренд Џејми сакаше да поттикне во светот, каде што именуваше амбасадори кои требаше да креираат различни програми во своите земји, каде што ќе се промовира поздрав начин на храна, конзумирање на храната и учење на децата од најмала возраст на готвачки вештини. А тој рецепт го готвевме, мислам дека со околу вкупно на крајот 1500 деца на многу локации. Бевме во Кочани, во Кратово, во Скопје, каде што по 500 деца ги стававме на плоштад, им дававме ренди и се она што може да го користат за нивната возраст и ги правевме тие рецепти. Она што беше најинтересно е секогаш кога детето ќе си го направеше сам рецептот, потоа многу едноставно ги конзумираше состојките, ќе ги видите потоцна. Бидејќи првиот рецепт му треба печење, да го почекаме додека го направам вториот за кој нема потреба од печење, ќе започнеме со мафините. Ќе направам мафини кои ќе бидат комбинација од интегрално и бело брашно. Белото брашно го ставам само заради тоа што мора да употребите малку бело брашно, секогаш не мора. Доколку сакате да биде попријатен вкусот, а да го измешате со јаткастиот вкус на интегралното брашно, секогаш употребете малку и бело. За да го подготвиме овој рецепт, потребни ни се 3 јајца. Ставив едно тенџере на оган, заради тоа што имам тука убав мед кој има кристализирано. Сакам да го стопам малку медот заедно со путерот кокос, за да имаме повеќе здрави и убави состојки. Нема да употребам шекер, единствената блажина во рецептот ќе биде медот. Најпрвен ќе ги скршам јајцата. 3 јајца. Не ви треба миксер, доволно е само една дрвена лажица, не ни мора да ги матите, тенџирето е веќе готово. Имам една шолја мед, убав кристализиран мед, секогаш кога сакате да знаете дали медот е мешан со било каков шекерен сируп, проверете дали кристализира. А секогаш кога сакате да го отпуштите, ова е еден совет од татко ми, за да не му ги уништите здравите состојки и премногу термички да го обработите. Јас само ќе го стопам, сега нема да го обработувам термички. Секогаш ставете го во топла вода, односно целата тегла потопете ја во топла вода и дајте време да ја смени својата состојба, односно да преиде во течна. Имам тука путер од кокос, кокосово масло. Ќе го измешам за да се стопи и со постојано мешање. Мислам дека е доволно, не сакам да го сварам медот, туку сакам само да го стопам. Ќе го оставам од својата топлина да се дораспаднат сите состојки кои ги ставаме. Тука имам малку јавров сируп, ќе го додадам како дополнителен. Јавровиот сируп е многу здрав и преубав елемент, има. Не знам, ние немаме баш традиција да го користиме, ама има еден преубав елемент на интересен вкус. Ќе користам дрвена лажица, само благо ќе ги промешам јајцата. Ќе почекам малку да се... мислам дека можам да го допрам. Ќе ги додадам сите влажни состојки внатре. Никогаш кога користите јајца, а треба да ставите топла содржина, немој да го правите тоа со содржина која е над 50 степени. Протеинот во јајцето е многу нежен и во допир со топлината многу брзо реагира и станува кајгана. Така да секогаш кога сакате да стоплите нешто на страна и да го додадете во јајца, тоа не смее да биде од повисока температура од 50 степени.
Имам прашак за пecivo. Ќе го додадам во мокрите состојки или додадете го во брашното ако сакате, измешајте го за убаво да се соедини. Имам 1 ванилин шеќер, ќе го додадам за арома. Внатре ќе ставам половина шолја брилијант сончогледово масло, заради тоа што доколку потребите маслиново, знаете дека маслиновите масла имаат еден вкус во позадина, една горчина, се користат и како зачин, буквално користењето на маслиново масло му додава вкус и го менува рецептот, а сончогледовото масло, посебно брилијант маслата, имаат така исклучително неутрален вкус, што ги прави соодветни за користење во благи и сладки рецепти, половина шолја. Тоа што го гледате не е кајгана, туку е пецивото кое го ставивме, веќе во допир со топлината расте. Имам 1 шолја интегрално брашно и 2 шолји бело брашно. Ке заборавев, сега го ставите пола лажичка сода кога користите интегрални брашна. Јас ги имам ите играчки на Карес, феноменални помагала. Додадете малку сода, содата ќе му помогне на пецивото за побрзо и повеќе да порасне, да имате таква убава сунгереста текстура на самиот мафин. Измешајте, треба да имате еднаква смеса. Најпрви соединете ги мокрите со сувите состојки, за да не направите облак од брашно, а потоа агресивно со мешање создадете ги сите хемиски процеси кои се потребни за да имате убаво и сунгересто здраво тесто. Ги чувствувам веќе јаворовиот сируп, медот, феноменално. И ова е густината која треба да ја добиете. Внатре ќе додадам изрендани 2 тиквички. Мене ми помогнаа девојките кои ми помагаат за да снимам емисијата, ми ги изрендаа однапред, но она што дополнително го направија е тоа што кога ќе изрендате тиквичката, ставете ја во цедалка. Гнездо сетот на Карес има таква цедалка каде што имате посетна решетка и убаво притиснете и стискајте ја. Тиквичката и сега вака исцедена ќе испушти дополнително течност и на тој начин дополнително ќе го разводни тестото, а доколку премногу ви се разводни тестото, нема да ви биде доволно времето кое ќе ви го препорачам за да ви се подготват мафините, односно ќе може да ќе стигнете до ситуација каде што од надвор веќе ќе биде препечено, а внатрешноста ќе биде несварена, односно неподготвена, така што секогаш исцедете тиквичката пред да користите во вакви рецепти. Истото важи и за спанаќот. Во ова можете апсолутно да скриете и спанаќ. И ќе дам чекор понапред. Дополнително зачин кој ќе го ставам ќе биде цимет. Малку, колку да за вкус. И да го збогатам и да му дадам текстура, имам 1 шолја урми. Урмите дополнително ќе додадат на блажина, ќе бидат едно убаво изненадување. Секогаш, не знам дали знаете, во веганите или оние кои сакаат да се хранат поздраво, во основа за да ги заблажат своите рецепти, користат урми наместо било каков друг засладувач. Јас исто така многу сакам да ја користам, посебно јас сакам нутелата од урми, некоја следните емисии ќе ви ја подготвам. Урмите ми се еден од омилените сушени, мислам дека ова е свежа, не е сушена, овошки кои мислам дека се подарок од природата. И сечката го на парчиња, не мора да биде ситно, не мора да биде тоа совршено направено. Урмите имаат концентриран шеќер внатре и затоа во веганската или во вегетаријанската кујна се користат за да се како дополнителен здрав засладувач, бидејќи се богати со овошни шеќери. Мојата обседната со здрава храна е многу одамна, односно уште пред да имам деца. Здравата храна ми беше еден поттик
како да научам да се справувам со сето она што ми се случува. Имав и некои диагнози со кои морав да се справувам и готвење, верувале или не, учев најпрви со здрава храна, со подготвување на здрава храна. Мојот прв учител за готвење, од кога буквално не знаев нож да држам, беше Тања, која ме научи најпрви на макробиотичките принципи. Потоа продолжив со други типови на исхрана, вегетаријанска, веганска, жива храна, односно да подготвувам рецепти кои се направени исклучиво од жива храна. Сето тоа ми помогна да го залечам своето тело, да се справам со состојбите. А понатака, кога добив деца, бев религиозно определена дека моите деца ќе конзумираат исклучиво здрава храна и верувале или не знам тоа дали е за фалење или за посматрање, вака наискрено, моите деца до 4 години не пробаа ништо што е купено во продавница. Купував органска храна, одев по најразлични производители на органска храна низ Македонија. Баш сакав и да ги поддржиме сите тие производители на органска и здрава храна, а потоа и да ги подготвам рецептите. Таму ми се роди целата љубов, а понатака кога децата ми стигнаа во градинка и кога се соочив со сето она што го конзумираат во градинка и гледав како сите тие принципи и вредности кои јас макотрпно ги градев со текот на годините се рушат врз глава, бидејќи таму се конзумираше работи кои спо мене беа недозволиви за таа возраст, тогаш решив активистички да пристапам на храната. Па со помош на многу пријатели тогашно Министерство за труд и социјална политика, кои беа одушевени од предлогот да се реформираат менијата во градинките, да се воведат различни нормативи. Тогаш направивме и платформата, во суштина ја искористивме, еден од моите најгорди проекти е тоа што заедно со Министерството, тогашното Министерство, успеавме да воведеме органски градини во многу градинки низ државата, каде што децата најпрви го подготвуваа зеленчукот, потоа се набавија соковници и подготвив еден прирачник кој е за учителки. Мислам дека и објавен и дел од архивата на Министерството, каде што ги учев наставничките како преку сензитивност, тактилност, играње со храната и игри да се запознава здравата храна за на децата од најмала возраст да немаат отпор да ја конзумираат. Урмите одат внатре во смесата. Рината ја уклучив на 200 степени. Овој пат ќе користиме 200 степени, бидејќи имаме малку потечна смеса и апсолутно мислам дека ќе се спротистави, ставивме и сода внатре, ќе се спротистави на топлината и баш ќе ни направи убави и сунгирести мафини. Имам модлите на карес, секако шарени да бидат приемчиви за деца, секогаш користат најразлични финти, дали се тоа шарени модли, дали се тоа, не знам, форми на храната, односно како ќе ја сечете, како ќе ја декорирате, секогаш најдете начини креативни како да им понудите поздрави верзии на вашите деца. Ви ветувам дека од кога ќе почнат да го конзумират, затоа што децата од старт се негативни. Многу често знаат да бидат буквално од старт да кажат не и тоа јас не го конзумирам без при тоа да го пробаат, без при тоа да му дадат шанса. Јас со син ми до ден денеска се бориме за некои состојки кои смета дека не треба да ги јаде или не ги јаде. Па често го терам да ги проба во сирова форма, самиот да одлучи што е тоа што смета дека одговара во таа комбинација. Некогаш успешно, некогаш не. И наполнете ги мафините, вашиот калап за мафини, можете и во куглов слободно, ако немате калапи за мафини, не сте одлучиле се уште да ги купите од Карес, овие шарени прекрасни силиконски модли. И од дворерна, од прилика 25 до 30 минути на температура од 200 степени. Јас ќе ги дополнам, ќе ги ставам да се печат, да се гледаме со вториот рецепт, кој ми е така носталгичен и мој.
Вториот рецепт ви кажав дека ми е носталгично мој. Не е мој оригинален рецепт. Овој рецепт беше дел од платформата за подобрување на условите во исхраната во градинките, во школите, односно беше дел од кампањата на Food Revolution на Џејми Оливер. Целта на овој рецепт бил, односно кога Џејми го создал, бил да им овозможи на децата да ги наполни со еден куп здрави состојки, да им ги понуди на еден по-нестандарден начин и на тој начин да ги натера да конзумираат храна која природно би ја одбиле. Рецептот денеска е во суштина една салата, која е малку збогатена со фета сирење, а потоа е убаво замотана во тортилји. Она што јас одам чекор понапред во здравиот избор за сето тоа е тоа што ќе користам тортилји од Хелда. За да го подготвите овој рецепт, апсолутно не ви се потребни ниту тави, ниту тенџериња, ниту ништо за да го сготвите. Целосно се подготвува во една чинија каде што ќе ги измешате. Јас ги имам однапред изрендани состојките, значи потребни ви се неколку состојки. Основата е зелка, обична, класична, скромна зелка, која содржи многу витамин С и е еден од изворите на природни извори на имунобустери, односно високи дози на витамин С. Втората состојка која ќе употребаме е морков. Морковот има многу витамин А, бета-каротен и секогаш е добар извор на состојки кои го подобруваат видот, го подобруваат имунитетот. Моето најнеомилено, морам да ви кажам дека ми е најнеомилено, меѓутоа во оваа комбинација совршено ми одговара цвекло. Цвеклото е богато со железо, интензивната црвена боја го покажува тоа, многу железо и може да ви помогне да имате повеќе енергија и да се чувствувате поенергични. Последната нестандардна состојка во овој рецепт е круша. Таа ќе ја изрендам, бидејќи доколку ја изрендате напред може да ви потемни, крушата брзо оксидира и затоа изрендајте во периодот кога ќе почнете да ја правите салатата. Доколку сакате однапред да ја изрендате, само попрскајте малку со лимон. Лимонот се спротивставува на оксидацијата и ја чува бојата на крушата и на јаболкото во автентична боја, нели? Изрендајте крушата, таа ќе даде доза на благост, ќе го направи вкусот попријатен за децата, па и за вас. Мене мислам дека и ова ми е едно од баш вкусни рецепти кои јас како возрастна сакам да ги конзумирам, но ова е еден начин како да им понудите поздрави опции на децата. Не знам дали сте загрижени, јас сум многу загрижена за целата оваа корона криза и пандемија и како влијае на мобилноста на децата, колку се движат, како нагло им пораснува килажа и на нас и на нив. Апсолутно се ограничени во излегувањата, прошетките, сите оние активности надвор од школа кои ги одржуваат во добра форма. Круша. И убаво промешајте за сите состојки да се соединат. Видете виножита. Баш едно виножита од бои. Измешајте ги за да бидат еднакво распределени низ количината, не знам, може би 2 моркови, ако е помала зелката половина, ако е поголема, значи буквално ви треба вака некоја количина, мерката е вака, буквално една количина. Значи искористете за да направите една буквално мешана салата, каде што состојките ви се зелка, морков, цвекло и круша. Второто нешто што треба да ги натерате вашите деца да конзумираат се зачински билки. Зачинските билки во себе содржат многу елементи и дополнително содржат есенцијални масла. Есенцијалните масла се исто така имунобустери и помагаат да се задржи имунитетот, подобруваат изглед на кожа, апсорбција на вода и релаксација во зависност од билката. Ова е свежа нане. Ќе ставам една китка. Видете како е контрастот само на боите. Мора да се трудиме, некако, не знам, тоа дали не е во менталитетот да се трудиме на децата да им ја понудиме храната таква како што е во својата природна форма и на тој начин да ги натераме. Јас сум голем поборник на болова метод, не знам дали сте го разгледувале, вие младите мајки кои сега имате бебиња.
Многу сум среќна што такви некои концепти произлега каде што на бебињата им се дава храната, најпрво да си играат со незу, што најмала возраст од 6 месеци, во целата права форма како што е, им се дозволува да ја џвакаат, да ја тестираат, да ја мирисаат, да ја чувствуваат тактилно. И на тој начин им се воведуваат намирниците и при тоа никогаш не се користи пасирана храна. Морам да ви кажам дека и јас на моите деца многу малку, мислам дека еден месец, дали од 7-от до 8-от месец пасирав храна, потоа инсистирав да јадат парченца, не заради тоа што сметав дека, не знам, дека не сум, можеби неодговорно се однесувам, тоа го правев заради тоа што сметав дека на тој начин баш автентично ќе ја вкусат храната и нема да одбиваат. И да, за среќа јас бев една од оние среќни мајки чии деца конзумираат буквално се. Имам една изрека на син ми кога беше многу мал, 3-4 годинки, која ме прашуваше: мамо, ова сите го јадат или само ние? Заради тоа што секогаш им сервирав чудни работи. Чудни. Можеби чудни комбинации. Следно што ќе додадам ќе биде Макдонос, убав грст Макдонос. Ќе го иситнам. Макдоносот ни е традиционална зачинска билка. Макдоносот е природен диуретик, не знам дали сте знаеле, чајот од Макдонос ги стиснува течностите, па сите вие кои имате проблем со притисок, можеби со бубрези, со бешика, секогаш би било паметно да го конзумирате Макдоносот или да си направите чај од Макдонос. Исто така помага во губење тежина, доколку сакате да и сте на нека диета и сакате да си помогнете да со одредена билка, значи Макдоносот е билката за вас. Повторно измешајте. Оно што сакам да го ставам протеинско внатре ќе биде фета сирење. Фета сирењето е нежно, младо сирење и се уште ќе го збогатат сите овие состојки свежи кои ги ставивме. Ставете големи парчиња, апсолутно на секаде, не треба да биде исрендано, тие треба да бидат баш млечното изненадување. Јас сум од оние кои веруваат дека млекото треба да се конзумира, секако се сметам дека треба да се конзумира во нормални ограничени количини. Повторно ќе промешаме. И во однос на состојки, на полнењето на тортиите, тоа е тоа. За сето тоа убаво да го збогатиме и да му дадеме една поинаква димензија, ќе направиме еден јогурт сос. Ќе искористам тегличка, бидејќи ми треба поголема количина. Имам една шолја јогурт. Ќе искористам секако најздравото масло, брилијант, маслиново масло. Ладноцеденото маслиново масло е најздравото масло кое може да го конзумирате, а витаминка имаат еден многу конкурентен производ. Ставете 5-6 лажици брилијант маслиново масло. Дополнително, за да држиме бојата на крушката, ќе ставиме сок од половина лимон. Меѓутоа тоа нема да биде киселиот дел. Внатре ќе искористиме оцет од јаболко. Дајте му шанса на оцетот од јаболко во целата комбинација. Знам дека можеби ќе бидете во искушение да биде тоа комплетно лимон, меѓутоа оцетот од јаболко е суштински дел на рецептот, бидејќи ќе активира целата таа киселина и позадина на зеленчуците кои ги употребивме. Внатре ќе ставам една рамна лажичка сол и малку бибар, за да дадеме на вкус. Ставам и во целата смеса биберче. Затворете и убаво протресете. Треба да добиете течен сос. И од кога сосот ќе се соедини, ставете го целиот во салатата и убаво промешајте. Оцетот и самиот по себе во допир со било која, и оцетот во суштина прави процес на готвење. И ова е тоа. Толку. Имаме убави
тортилји од Хелда, може да употребите и обични доколку сакате. И ставете. Искористам една поголема лажица од мојот сетот карез. Ставете ја на средина. И убаво затворете со тоа што средишниот дел, тоест долниот дел ќе се обидете да го затворите, мене малку ме пукна. И тоа нема да направи да бидат помалку вкусни. И наполнете ги со полнењата внатре. Видите каква розова боја потекува од убавите. Сам дека овие се баш направени од интегрално брашно, така што можеби ги смотам без да ги виткам, за да не ги упропастувам. Наполнете ги сите тортилји, ќе ги провериме мафините и се гледаме за кратко со сите прекраснотии кои денеска ги подготвив за вас. Мафините се готови, ги извадив и ги изладив. Секогаш кога правите мафин тесто или дали е тоа куглов или било што за кое користите силиконска модла, секогаш оставете го 15 до 20 минути да се излади. Доколку се обидете да извадите силиконската модла, додека тестото се уште е топло, ќе ви се распадне и ќе ви делува дека сте го утнале рецептот. Тоа не е така. Навистина, треба малку повеќе време да се изладат и природно да се одлепи силиконската модла и потоа лесно да можете да го извадите мафинот. Дополнително што сакам да ви кажам како совет е секогаш кога користите интегрални брашна, треба да знаете дека готвењето на било кое тесто направено од интегрално брашно е одложено, односно се случува и од кога ќе го извадите. Така што ако направите дали интегрален леп или мафин и го исечете додека е топол, ќе видите дека е тегаво, лепливо тестото внатре, но тоа не е вистина дека тестото дека не ви се погодило. Доколку го оставите да се излади пред да го исечете, ќе видите дека ќе имате совршена текстура. И тоа беше се за денес. Моите мафини се готови, темни се бидејќи ги правевме од интегрално брашно, ги посипав малку со шекерова прав, само за да ми изгледаат подобро. И моите преубави активистички салата во тортиљи. Јас ќе си уживам во една, а ние се гледаме веќе во следната епизода. Се надевам дека ви се допадна денешниот избор и се надевам дека ќе бидеме уште долго заедно и ќе креираме и здрави и помалку здрави рецепти, ама секогаш ќе бидеме и ќе се грижиме за одговорни и ќе се грижиме за здравието. Секогаш можеме да си дозволиме некоја помалку здрава варијанта доколку сме внимавале во текот на денот. Јас ќе уживам, а вие останете ми добро. Пробајте, нема да зажалите.